За 3 пати е зголемен буџетот наменет за поддршка на граѓаните за плаќање на сметки за струја, но и за инвестиции во обновливи извори на енергија. Вкупно за овие две програми од Министерството за економија наредната година ќе бидат потрошени 3,2 милиони евра. А воедно ова програма ќе се прошири со други социјално ранливи категории на лица, како што се корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители кои не се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош, корисници на право на надоместок за телесно оштетување и секако со ова програма преку намалување на фактурите за потрошена електрична енергија во период од цела година, значи за 12 месеци, ќе се овозможи на ранливите потрошувачи на енергија полесно да се справаат со енергетската криза, особено во зимските месеци кога има зголемена потрошувачка на електричната енергија. Проширување има и во програмата за поддршка на инвестиции со кои се зголемува енергетската ефикасност на објектите или се инвестира во обновливи извори на енергија. Ова програма опфаќа повеќе мерки како што се надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски панели за производство на електрична енергија до 6 киловати за сопствена потрошувачка за домаќинствата, надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата, како и надоместување на дел од трошоците за замена на ПВЦ или алумински прозорци во домаќинствата. За прв пат оваа година ќе се субвенционираат приклучоци за снабдување со газ, оному каде што има можност и изградена мрежа за тоа, а ќе се поддржат и инвестиции во фотоволтаици. Вкупниот буџет на Министерството за економија до година ќе изнесува 19 милиони евра. Истиот, според образлагачите, се темели на развојни програми за развојни мерки, чија цел е во оваа економска енергетска криза да овозможат поддршка за граѓаните, како и одржливост и конкурентност на компаниите.